Како тоа се одржува братство, единство во партија, а како во едно движење? Чија поддршка очекува Знам на предстојните локални избори? Кој тоа имал постер од Бранко Црвенковски во својата соба, а сега му го нема ни телефонскиот број? Да не е председателот на општинската организација Знам Куманово, Даниел Стојчевски? Дознајте во најновото подкастрување. Даниел, ја сабале виде нешто многу убава вест имаше у Јапан, знаеш што направиле? Измислиле асфалт кој што може да се стави преку целу годину, а не само пред избори. Како може да дојдемо и ми до тој асфалт? Не знам, ја како што знам, програма кад се прави на општина се прави за наредну годину. Тај програма се гласа од страна на Соето месец декември, определува се средства, почиња постапки од јануар месец, февруар, сви потребни проекти, документација и тако дале. Све што е потребно, распишува се тендерска постапка која трае месец-два зависно од вид на постапку и износ на договор и почиња с асфалтирање. Така е да куде нас се асфалтира континуирано у тек на целу годину. Еми сега, ради поласан начин и побрзо да изведемо работе, се зборувам и условно кажано, док сам бија дел од општинска администрација. Више не сам, али знам како функционирав. Работе поише смо насочени на тој да ги решаваме проблеми на тие наши граѓани, кои што за жал у 21 век ја се соочуев да немав елементарни услови, а тоа е асфалт, канал и вода, и тој се решава овие неколку задни години, решава се овие моменти у континуитет, се иде на оној дел за решавање на тие проблеми с бекатони на луѓе. Не знам дали не тако или не. Значи не ни треба јапански асфалт. Не ни треба јапански асфалт, значи имамо си ми наши, може да си работиме. Па колку си го користимо толку. Така е. И не го користимо само пред избори, нели? Не. Тој може да се види од објаве што ги објавља. Не би од адвокат на општина, али може да се види од објаве. Биди што сакаш, па ти си правник по професија, биди адвокат на општина. Така, тој може да се види од објаве на страна на општински сајт, може да се види од објаве каде градоначалника да свака работа што ќе се изведе у тек на неделју, месец е објавена јавно транспарентно. И не е тачно тој дека, значи Кумановци многу грешив кад ќе кажев дека СК се забрзано работи само пред избори. Не е тачно тоа? За овој локална власт, кој сам дел, не може да се амнестирам, немам таква перцепција затоа што знам ги фази како се изведува градежни работа. Прашувате за перцепција на Кумановци. Перцепција на Кумановци. Никад ли не си чуја? За време на избори си укажува перцепција. Ми политичари се укажуваме перцепција. Така е обично касно кад го кажев за време на избори. Збору за пред избори. Збору док е некој на власт. Зар не доваѓав зар ве стварно сви тапшав по рамо? Зар не доаѓа до вас глас? Абе, овие работив само пред избори. Глеј сега, ќе биде Соколана, ќе биде овој. Глеј сега, Никола Тесла бидна. А предходните години... Па не може да условно земено, кој период е пред избори? Вели цела година е пред избори. Ми прошлу година имавме проекти каде се работеше и по Рејко куќу, Ајдучко чешмо, наши населбе, канализација и така да, инвестиција, речица, индустријска зона. И за тој може и тако, зашто ги знам проекти, мислам дека не е тој тачно збору за Куманово, дека се работи само пред избори. Со што не си задоволен, односно што не остваристе од програму што ви беше за овој мандат? Па добро, од програму најголем дел... Пошто улица, слушам, сте ги направиле сви. Улица, да, у тој дел е испунето. Оно што е најголем проблем на Куманово, тој су школа што требаше да се одели. Веќе у изведбо тој проект, у албански дел, многу
средња школа да се направи. Тај проект веќе почна с работу негде после Нову годину, работа се многу време на документацiju. Криво ми е што не го направимо градинко овој мандат, али почната иницијатива, обезбедени су средства и многу луѓе прашуваат зашто е тој такој. Меѓутоа, ми стварно имамо административни бариери, кочнице, отделна документацiju, да се уреди детален урбанистички план, да се направи проекти. Све тоа е условно вржано со оној дел што ми како општество, како држава, Кумановски ќе кажу, кубуримо с кадар кој што е стручен и оспособен за тој работу. Зашто е тоа такој? Ми не дека немамо кадар, ми имамо стручни луѓе, имамо стручни архитекти, имамо стручни инженери. Меѓутоа тие луѓе нема никаде да дојдев да работи во општинску администрација, државна администрација, министерство за тој плату за кој што го земал себе. Приватен сектор тие луѓе ги плаќа многу повише. Они су ставени тие луѓе под капу како сви административни службеници. И треба да се размислува во парламент, веќе сам го тој дискутираа, у насоку да може да тај категорија на стручни работници се издвои од тој капу на административни службеници и вработени во јавен сектор, кодека има посебен закон и посебни плате за тие луѓе ради стручност кој што го имав и кој што го поседуе. Веќе ga ми тоа имамо инспекторати, каде што он имав додаток на плату од 20-30%. Не сте им понудиле путни трошкови, затоа нема никаде да ви дојдев. Па ако се од Куманово не им треба, тој ќе работи. Има стручњаци и надвор од Куманово. Добро, тачно. Некој, И например, Куманово има добри архитекти, добри градежни инженери кои што работи во сериозни фирми, работи на сериозни проекти. Меѓутоа, за жал ми како општина не су ни се ставени на располагање. Да, добар дел на луѓе, млади луѓе кои што искочува од факултети се приклучува посебно у Куманово план ново формирано јавно предпријатие. Дел има дојдени у општинска администрација. Меѓутоа, тоа су млади луѓе, дечки ентузијасти кои што сакат да работив, али оној искуство кој што е потребно за да се спроведе на работа ми у моментот го немам. Мислам дека цела држава го има тој проблем и не само во овој сегмент и у многу други сегменти, дали тоа е здравство или било кој друг сегмент, ние имаме стварно проблем со кадар. Имаш изванредно поле за делување у парламент. Што од овој незадоволство што сега кажуваш е остварено за да се промени на подобро таму у парламент? Ја што сам направија, или какво е моје делување? Исклучиво ти. Во овој момент, ако го пратите Колку се разговара за тој? И јас сам повише насочен, пошто и доаѓам од тај сектор, од јавни предпријатија. Јавни предпријатија во моментот у држава су пред сериозен колапс. Не по вину, да, има дел од вину и на раководство, не викам дека не. Али систем што им ги наметна услови за покачување на плату, покачување на сви трошкови, тој има тај расходна страна на јавни предпријатија, приходна страна која што го собира таксу од граѓани, која што е условена колку ќе е цена од одлуку на совет, ами си знаеме дека таа политичка одлука тој го носив политички чинители кои што седив таму у совет и што увек викав дека таа сметка што треба да се плати е многу за граѓани и дека не треба да се покачи сметка, ама тоа е приход на јавно предпријатие. Јавно предпријатие може да се избори со друг приход. За било кој јавно предпријатие избори, дали е пазар, водовод, чистота, небитно дали у Куманово, Битола, а на вас ви го качував минималну плату, што ја кад сам биднаја директор на јавно предпријатие 2018 година, платен фонд од јавно предпријатие било 6 милиона денара на месечно ниво, а кад сам искочио од тоа јавно предпријатие, плата е била 15 милиона. А број на вработени е намален па 350-60 без века дојде, кад се исклучи без околу 320-30. И тоа јавно предпријатие, што е најинтересно, уфалив луѓе за работа. И тоа е еден сегмент кој што е у парламент се бору, каде што јавни предпријатија имав сериозни дугови кои што се од 2003, 2004, 2005 година, да не се навраќам како и зашто, носив га тај терет, има камате и сакам да направам нешто за да ги спасим овие јавни предпријатија да функционираат, затоа што на крајот ден они су директни учесници у давање на услугу кои што го уредував потребни на нас како граѓани што не свакодневно. Дали е тој водоснабдување, одвод, управување со отпад, рачистување на контейнери, па и да ни украсив, да ни направив некое зеленило, некое цветче да ни ставив, све е условено со тие проблеми кои што ги имав јавни предпријатија и моја заложба ќе биде да најдемо начин како тој да го реши.
Дали тој значи дека си задоволен од своју делотворност у парламент за свие овие години? И Јас сум у парламент допред некој ден, годину дана. За успех го за свие овие сматрам, денови, добро. за успех го сматрам тој што јавна тајна у Куманово дека уназад 30 години Куманово се најде некако како заложник на сви овие политики што се одвива у прошлост. Каква реторика имате сви исто? Куманово е заложник. Да, Како... беше, не е више. Куманово беше заложник. Све исто. За тој што централна и локална власт, посветеност, одговорност. да, Куде и да се завртимо? Може ли конкретно да збориме спомнет? ТТ Куманово како град добило директни средства од 4 и нешто милиона евра. Тоа беше лани. И сега нови мислу дека се околу 7 или 8 милиона евра, што треба да ги аплицираме с проекти. Веќе утекнат. Каде што директно ќе ги осети граѓани. А градинка нема. Не, градинка од тие пари. И градинка од тие пари, за тоа го кажа. У тие пари, Да, ама затоа што нема се го. работи проект. Па треба време, ама ќе го има. Ми го почнеме тој проект. Како ќе го убедите граѓанство сега пред локални избори дека треба време? Ќе биде распишани постапки. Малце Ама граѓани ќе имаат како можност време да више да немамо. Граѓани ќе имаат можност да направи. Уствари време имамо, стрпление немамо. Се ми е јасно. И јас живеам во овој град, јас се соочувам с тие проблеми. Колку су ти големи деца, даваш ли ги у градинку? Со идев ли у градинку, не веќе у школа? Ќерка ми е 8 години, син ми е 5 години, он иде у школу, второ деление, завршува сега второ. Значи не ти треба градинка. Док имам бабу и дедо. Добро вечер. Добро вечер. Што правите? Добро вечер. Деси дачески. Ја покушавам да му кажам дека ништо не су исполниле од изборни Кој? обеќања. А чека се, Знам. он не е у функција на што овдека? Јака за полено цигара. Слободно пали и две. Ќе ти треба. Става озбилни прашања. У функција на пратеника. Дел. У функцију на Даниел Стојчевски, граѓанин на Куманово. Ама и пратеник. И пратеник. И И бивши народен директор. пратеник. И бивши Ја мислам дека ми е Само да ти прв кажам, пратеник, ти да извини, знаеш. чекаме одма да ми кажеш. Ама мора Чекај така ја искам да ти кажам. Прв пратеник на ово што го имаме, ја мислам, подкаст. Не, ќе ве коригирам, Кој? Амар беше од Левица. Тачно, Амар Мој колега. Мецинов беше, да. Пратеник. Добро, прв пратеник Гледане, Кумановац. Гледане. Прв пратеник Нешто е Кумановац. пратеник, него прати не, нас. Ај пратене. Препратен што е Куманово. Све би во животот. Кажете ми, што сакате нешто да се напиете? Ја водичку. Само водичко. Само Да ти водичко. само ладно чајче, малу чашку. Не може само летче да ми донесе за воду, пошто ми Готово. се Може ако летче. не е проблем. Не е проблем. Миро, нешто страшно го грешим у работу, сви наши гости пие воду. Ни еден не ќе Само да алкохол. знаеш, сега да ти кажу, не само јавно што сум пратеник. Ја и дома сум пратеник. Жена ми често ме праќа или завршила работу, завршила работу. Ја имам такој носички улоги. Ај понеси го овој, ај Ај, ти си донеси ти, го значи. овој. Да, Ај, ти ја си имам носи, ти. ај ти. ова. Чекај, едно прашање сам само пиша искрен. Кој се грижи за твојот изглед? Како Тито си се објекта Траша. лека за подкаст. Или внатре шум. Обично жена ми. Добро. Ако го не Топ изгледаш. палти. Летче, какве нешто да не сакаш? Не. Ништо не може да му продадем овие како да немав, да не ќе да плати Ништо, во кафана. ништо. Ти глед две пиења имаш. Сакаш водичко? Две имам, неќу воду. Не. Добро. Неќу воду. Овие кесе зашто се или после ќе видиме. Овие ќе се су Испаднава ми на мене. Још си ги носиш. Јас си ги носам. Одма да насуп. Која економија сме у свет? Колко се луѓи смеев на такви изјави. Оној, знаеш, ќе идемо сега на одмор, ќе идеш, предпоставljam, да се одмориш и да ги напуниш батерија пред избори, пошто кој што сака нека збори трка е тој голема, напорно е, још е у септември топло, гледам почнале сте сега и со пратенички каравани, измеѓу другото. Организацијно собрание. Да, тој знам, ама напорно е. Дали да очекуваме на некој плажу да ни биде љубоморни сви, затоа што смо лидери у регион, како што изјавува ваши коалициони партнери? Ке ни љубоморив? Лидери у регион не смо. Ми мора да бидеме свесни дека смо мала држава. Мал пазар, неатрактиван за странски инвеститори, меѓутоа мора да се направи во држава нешто за да се подигне таа економија. Ми, за да го подигнеме економија, мора прво да се справиме со корупција. У држава која што го има
од портира у сваку институцију, а до највисоко ниво. Тај борба трае с години, знам дека тој се више монотонно, више да не слушате Да. дека ми еве сега ќе дојдеме ќе се бориме за против корупција. И никој не кажа како, Даниел. И така дале. Механизми начини, кои су. Има контролни начини, тој свак што си води институцију знае како се бори против корупција, значи свак што е менаџер во одредена или поседуе некоја одговорност, знае дека прво што треба да направи нешто, тој институција куди иде да се бори прво против тој корупција што го имаме во свак сегмент. Ама за корупција треба увек две страни, не е само една страна. И те што зима учествува во корупција, и те што дава учествува во корупција. И мора да се работи на менталитет на наши граѓани. Може и од најмали години да се збори, да се едуцира в деца, како ја тоа што сам го правие за отпад и управување с отпад. И удел на економија, мислам дека оваа држава може и текако има капацитет да се справи. Уствари тоа е една од наши заложби, ми што го имамо замислено да оваа држава биде самоодржива. Зашто го зборам тоа? Затоа што ми сме ретки држави каде што имамо питку воду, имамо неограничено слонце, имамо чисто обработливу почву, која што е здрава, ми не ги користиме тие ресурси. Наши земјоделци не су стимулирани да работи у полиња. Наши млади луѓе сви најголемо побарување да работив негде во администрација, а добар дел што не ќе да работи во администрација су сконцентрирани на тоа да се исели во друга држава. Зашто? Затоа што оваа држава не им ствара услови да остане овдека и да работи. Почнувајќи од минимални услови, да имав пут до села, прво приступ немав наши. Да не зборимо за канализација, да не ни треба јапански асфалт. А треба ни сега, тоа е што го збориме, ми го збориме, али ви може да видите дека прв мандат можда и не случајно тај политика се водеше да околни села, околу Маново, добиев некоја основна инфраструктура. Не за друго, за да ги задржиме тие луѓе таму да живеат. Имав многу потреби. Затоа и општина под нашите проекти сви подрачни училишта да биде реконструирани. Не знам дали знаете кој изгледува порано. Има и сега некој дел што су лошо стање. Мислам дека беше тој Орашачки крај таму Клечовци кој што треба да се работи на нима, меѓутоа добар дел од школе кои што су подрачни училишта, ми што ги викамо, су реконструирани почувајќи удалето Уминдол, дали е Табановце, Речица или Сакагино село се работи тако дали. Тоа су елементарни услови да ги задржиме тие луѓе за да останев да работив и да произведува храна. Ми како држава доволно ќе биде да си произведеме сами храну, имамо питку воду, може да се работи во област на енергија, да се произведе електрична енергија, да не бидеме зависни од увоз на електрична енергија, така многу подруго ќе се одвива в работа во наша држава. Да не бидам многу монотон с политички говори. Не. Океј си, него истина ли е тоа што се планира да се донесе закон за субвенционирање на млади брачни парови од ако не се варам 100.000 евра, да се вратив на село? Јас сам начуја дека се разговара за такво нешто од министерство што е стигнато до мене како информација, конкретно не сам учествувал у такво нешто, нити имам тачна информација. Овие данови гледаме дека влада дава мерки за самовработување, дава се по 10.000 евра на лица до 29 години, на 29 години по 7.000 евра, тоа е се со цел да ги стимулирав наши луѓе да работив и да творив за да остане во наша држава. Јути мора и други услови да се стварав за да остане луѓе во наша држава и ќе работиме на тој интензивно. А пензионери што можев да работив сега хонорарно? Да изгласам овој закон, да. Може да работи. Што мислиш лично за тоа? Мислам дека е окей, затоа што прво имав потребу само работодавачи, многу од пензионирани полицајци, војска и така дале, кои што користив некој пензију, а не може да обстане со тој пензију, тие луѓе још су способни да работи во свој животен век. Возества претежно тој су ги користив луѓе да превезуе в комбиња, автобуси, како возачи ги користив. Сега ќе имав можност на некој договор да бидев и законски регулирани, да се зимав плюс некој денар, зашто држава ќе земе и плюс средства тој преко плаќање на придонеси и персонален данок, како и да се пријавени тие луѓе. На друга страна ќе имав и работодавачи, работници, мислам дека тој у општи интерес таа одлука што се донесе на пензионерите, ќе има 2500 денара пред Нову година, 2500 денара после Нову година, и тоа се стварно многу малку пари со кои тие луѓе живеат и се соочував.
Ви се каја многу да збору за пензионери, пошто знам дека ваша публика што гледа се претежно млади луѓе, меѓутоа сигурно ќе се уклучи по некој пензионер кој што ќе го погледне емисију, многу тешки услови живеат денеска пензионери. И јас имам прилику да разговарам со луѓе кои што кажуваат колку ми е пензија само да не им стигне за лекови. А немав друга екзистенција, нити може да стори друга екзистенција. Деца не сум тук, семејства не сум тук, оставени со некои сами да живи. Мислам дека ова е хуман гест што го направимо и овој не треба да застане тој да не ме сатиш погрешно, е секс му им дале, мора да се најде начин како и тие пензионери што зимав 40.000 денара да добијат допунски средства, меѓутоа мора поголема пажња да се посвети на ние што зимаме со по 13.000 денара, социјални пензии и така дале, да се најде начин како да се решава и тој. И мислам дека веќе се разговара и у нареден буџет повторно ќе биде ставени пари, кои што ми ќе гласамо да има повеќе средства за пензионери. Не може да ги оставиме, тие се уградиле во држава, тие луѓе. Ке се право дека не сум го чула тој од движење, знам, антифашистички призвук на ваш предизборен, изборен и уобичаен вокабулар. Али ако не сме го изградиле градинку, што сме направиле по питање на старачки дом? У претходен подкаст беше гостинка жена која што даде некои своји, тој не су уопште ставови, тој не су уопште видувања, затоа што не беше ни конкретно прашана за такво нешто, него даде го своју истину што се тамо дешава. Ајде да почнеме овако е. Што се дешава у старачки дом? И твое име беше директно спомнато, односно индиректно. Кажи го ти твоју истину. Односно, свака истина има две страни, мора да ти кажу. Многу ми е тој клише, пардон муа. За да дојдемо до одреден одговор на некој работу, што се дешава, мора да ги чуеме од две страни, не, па да можда судиме. треба да те прашам овој. Ако су ти, дај Боже да су ти живи родители, ако нема кој да ги чува еден ден, без разлике, не дај Боже дали ќе добиев Паркинсову болест, Алцхаймер, нема кој да ги чува. Ни ти, ни брат ти, сестра ти, ако си едино дете, едноставно нема кој да ги чува. Имав доволно пензију, дали би ги сместија ти у дом за стари лица за Фрисајд? Ето, старт ми имамо Да или не, Даниел? Погрешну перцепцiju. Немамо ми погрешну перцепција. Затоа што стари луѓе во тој старачки дом не треба да бидат сместени луѓе за кои што им е потребна медицинска нега. Остав старт. Тој не е погрешна перцепција. Да, такој функционира в работа, обично затоа што такој функционира дом за стари лица. Да, немав куде да ги оставив, потребна е медицинска помош. Добро, ако нема куде да ги оставив, ќе ги оставив ли било куде? Ако су способни сами да се одржуваат, имав имот на кој да живеев, не идев во старачки дом. Претежно луѓе што за луѓе што имав пензију само толку, нема кој да ги чува, а не можев сами да се помогнев. Ја ги ти кажувам на мои родители, ја не би ги оставија у старачки дом, не од услови у старачки дом, него од мои лични разлози. Тие родители, ја док може да се грижу, а ќе може сигурно многу поише од нима. Хипотетички беше поставено прашање, ако не можеш да се грижиш. Нема не можеш. Па еве ќе изгубите сега на избори и ти кидеш ќе работиш у Хрватско. Не, поише слободно време. И нема кој да ги чува. Ја како сум у политику не може да се посветува на семејство. Ја, мајка ми и татка ми може да се деси некато месец да ги виду една пут, два пут само. Пошто не живеем у исту куќу, они се живеат во едно куќу, јас живеам одделно од нима, у куќу кој што ми го оставила мајка ми, наследство од мајка ми тамо живу, и ја нема да го дозволам тој да мои родители нема кој да се грижи еден ден за нима. Жене живи подугачко затоа што имав поразвиену машту. Мој дедо Љубе Петруш првоборец се бија ранет. А ти очигледно немаш. Живее да е жив и здрав 94 години. Пошто мора да се навратиме пане антифашизам. Пушти го машту, нека работи, Даниел. Под услов да нема кој да ги чува. Не збориме сега за етику и за морал на дете спрема родители. Знам ga цилна прашање ќе биде конкретно. Значи, те дом има услови квалитетни каде што може да се живив и да живив таму луѓе. Проблем на те дом. Те дом е у неколку наврата и од претходного директора и од овога директора реновиран, реконструиран, капацитети има. Најголем проблем на те дом му е људски кадар и потенцијал. Ми немаме доволно број на луѓе
за да се грижи за тие луѓе кои што живеев таму. Таму стварно е потребна медицинска нега, потребно е поише медицински лица, потребно е поголема хигиена, значи поголем број на вработени чистачки, потребно е поголем број на негователки кои што ќе имаат лични контакт. Не може со 3 социјални работника за цел дом кој што има, не сум сигурен, околу 100-200 луѓе капацитет. Не ме држи за те за збор за капацитет. Мислу помалци, добро, да. Не знам, може и да е помалку, не може со 100 социјални гледаш дека работника само да се... констатирамо, потребно е тој, потребно е овој, потребно е оној. Повише луѓе очекував од вас, политичари. Тој се решава и ќе се реши. Ми нема смо согласности да вработиме 5 години луѓе, добимо ги пред пола година, не знам колку. Тоа што беше дом едноставно политички игра се одвива врз грб на тој дом. Директор ни крив ни дужан, тражи се од njega одговорност. Он за да даде резултати во негово работу, и тој збориме за многу чувствително работа, ние тој да даде резултати во негово работа. Он треба да се грижи за тамо одреден број група на луѓе кои што се зависни од институција. Он треба да биде добар директор. Тоа е све. Менаџер добар да биде. Треба да биде менаџер, треба да има Тоа да е се све. спушти малку и повише од добар менаџер, да има чувство за тие луѓе што живеев тамо, треба да им се направи едноставно на тие луѓе услови да се чувствува како дом. И тој проблем што го имаше, дом се полека се надминува, ќе се тражи начин како да се обезбеди средства, још поише да има вработени стручни луѓе кои што ќе го дават потребна услуга на луѓе што го користив услуга. Да. Добро. Извинете, малце, чекам сме да замрзне. Добро, брзо замрзна со оглед на тој колку чекам. Има и четврти круг во дека, поладно е таму. Сакаш ли да чекај? Може ли да те замолам да, само така. едно салфетко, ако не ти е проблем? Што треба? Салфетко, ако не ти е Салфетко, проблем. За салфетко неколку прашања. Може. А замисли па влажно марамицу да му потражиш. Тие суви ми брзо ги навлажимо, не ли? Кажи ми, општински прво да прашам, нешто после ќе идемо на централна. Ајде. Остави ли ga ѓубре да ga директоруев или остави го чистоќу да го директоруев? Ја не го остави чистото. Ја имаше мандат тамо. Беше директор негде нешто повише од 5 години. Чекај, еден мандат не се беше. Негатера цел мандат 2018 А колку е мандат? Првично 4 години. Ја негде 2021 пред локални избори се врати тој пола година уопштено беше. Постави ја мисло остави сам тој, беше некој договор со градоначелникот каде што мисле смо Повише требаш вам. дека су подсредени работа таму и дека подобро поголем улогу би мае уопштено кога ќе се врату и тако и беше и после завршување на локални избори, после одреден период ја поново се врати у чистото. Прво ви кажу интересно работа за чистото, ако ми дозволите. Ја каде едно директор на чистото имаше 28 години. И ја имаше 8 дека луѓе има со мислење дека куде га дојде овој дете. Чистота е од дугови, нема 2 месеца зелено плато, нема камиони за изнесање на Па и чудно е што не си виши човек. Сега чистота, вика ке пропадне, крај ке уседес. Ја имаше едно таку перцепција. И знаеш, прв дан честитав луѓе, а директор 28 години, среќан, пун Успео себе. сам у животу. Пун себе. Втор дан доаѓам на работа, проблеми, нема спање. И си мислеше, викам, како да отидој кој градоначелник да му кажа, че бе, викам, 5-6 дана само да сменимо директора, преструктурирање, се врату уопштено. Викам, како да отидо да му кажа, ај ке издржу, викам, 5-6 дана, ај ке издржу месец, ај ке издржу 2 месеца, ама направи тим, направи смо некои работи у чистото, растрча смо се, програму, имаше некој визију, дел сам успеа, сметам дека сам успеа, дел не сам успеа, ама едно знам, работници не ги остави ни дом бесплатно, како сам бија директор, К15 што не го зима сва. Абе, си се дојде директор изборите како е за вработени било добро, а за граѓанство дали беше добро? Мислам дека тој период, види, до мене се стизале разни информации. Дека е полошо, дека е подобро, секакви информации се стизале. Моја перцепција било дека е могало многу повише. Јас сам га дае цел мој максимум, могало е многу повише, али со оглед на услови кои смо работале, јас сам га даваја максимум, верујте. Перцепција некој луѓе викаат дека вратили дугови или поголеми дугови? Не, дугови беа ја каде 4,5 милиона евра, ја каде се искочи негде околу 3,5 милиона евра, 3,5 милиона евра.
Нама ние си барем заедно. Тој дугови се направени, тоа се главно дугови према УЈП. Ја кад сам бие 2003, 2004 и 2005 година, тоа си мај 14 години. Играја сам се со своји браќа каде тебе од двор. Тек се направени тие дугови поради тоа што чистота е платјала 18% ДДВ на држава, а имала наплата 40%. И сега тој директор треба пола пари да ги даде на УЈП, не га криво тој раководство. И после се избориле после одреден период да га спушти ДДВ на 5%, ма тие дугови се останали и никој не ги плаќае. Имале тамо не знам што и бесва негде околу 48 милиона денара. Ја кога дојде, спуштимо ги негде се смисло на 18 милиона, вратимо 30 милиона, собрамо снагу да вратиме, беше ентузијаста ќе ги вратимо дугови, држава ќе ни го отпише. Камата е 2 милиона евра. Од укупен дуг на чистото кој што го има, камата е поише 2 милиона евра. Тоа е дуг на чистото. Да, и сега има, и ја кога беше, и сега има некои врске према добавувачи и имамо тужбе од вработени кои што треба да ги исплатиме. Вие задоволни што ги збореше претходно? Не, ама за период што не, ја не сум бие директор. Претходно. Тој не исплатен К15 и такви работи, тие ги останава. Ја немаше капацитет и начин како да ги исплату тие. Не, имаше дел од луѓе што дојдева на примал спогодбе и се исплатени по спогодбе, меѓутоа имаше и група на луѓе кои што се туживо и признаете дека ако те дук е бие, ќе карикираме 1000 евра, с тужбата дук више биват 2500 евра. На граѓани како извршители исто е. Адвокати, адвокатски трошови, судски трошови, улегнамо едни такав процес. Ја успеа нешто и од тој да исплату пред да се отидоме, меѓутоа им најголем дел останало. А вие за брешење од брак коли се викаше на фирма, зашто још не функционира? Имаше едни возила со четка напред. Ја ги донесе како донација беа преко учествува А едно време бесва на улица. Па едно време ги снема, па сега по едно мислам дека видеаме нема вода, него позади njega оставија добру прашину за да го видиме воздух, валјда дека е чист. Да кад се користи мора да се ставија вода и има смо проблем со собуку. Земамо едно такво големо возило, преко еден проект учествувамо. Две помали ги земамо. Тие може све помалите да се адаптирав и за чистење на снег. Тој големото беше за да ги чисти Треќи Макил, поголеми булевари, Гоце Делчев, 11 октомври. Вие малите бева за паркови, за площад, за такви работи. И функционира сво годину-две, они још се функција. Функционираат сега дали ги користите. Не ги ведују. Што на прашање па морам да носам мраз на друго масо, пошто пение. Нема проблем. Дали фонтана Батко Ѓорѓија пак ќе проработи со светло и со воду само ако го викнеме лепо Бријан? Пошто ја само тога го памтам, ти беше директор. Да, ма фонтана не е под надлежност на чистота, ќе ти одговорам. Под надлежност на општина и на водовод, водовод го пушта воду, општина се грижи, та фонтана и 3 или 4 пута била пуштана, чистена, санирана све и трае негде 3-4 дена затоа што култура на наш народ, менталитет, не знам што да кажу што е, дојде скрши кабли, цигле, не знам што се не смо наоѓале во тој фонтану, бањале су се унутра, што представља сериозна опасност кад се вгаѓа с циглу у светло, каде што има струја, да улегне дете да се бања е сериозен проблем. За жал, многу од тие работа не функционира заради наша култура и наш менталитет. Сега после неколку вие прашања имам осеќај дека ми цело време имаме некои идеи, да кажеме понапредни, ама немаме обуку за ним. Значи, као овие за брако возила, па нема смобуку. Фонтана... Не, има смобуку, работи, да, има смобуку, неколку се погоди сега, да, дешава се тоа. Селја се дешава во општина Старо Нагоричино, ја не знам од куде е тај донација или од општина Куманово, контейнери. Има сега ставено свугде, значи у село Никулјино, у насело Веселинци имаш контейнер. Тоа е преко проект за регионално депонија, што и ми добисме возили контейнери, што на општинско ниво профункционира, не профункционира на централно ниво Свети Николете фабрика што да се прави, да не биде забарано. И доста проблеми ги направи, например, општина Старо Нагоричино на граѓани, со тоа што они ги донесе со контейнери, вие почнаа со граѓани да ги пунив, ама после никој не ги изнася. А у село, како село, селски куќиња још има у наши села, ако нема људи, тој се направи в голему депонiju. Имам осеќај како да сакамо да идеме напред, ама немамо доволно обука. Знаеш како да сакамо морнарицу, ама дадевни подморницу и ми се удавно. Дека ти имаш идеја да спроведеме селекција на отпад овој град и први контейнери кад ги донесе за селекција, кад наромише дека ќе успее свет тој, ја успеа да најду цели деца у тие контейнери. Они беа коцкасти, дозвола се отвара се, не се отвара се, дозволи за полуподземни. Жути, не полуподземни. Што бесва за селекција, точно, да. За селекција и поставимо, ја викам готово.
фирма у криза, еден од приходи, начин како ми да се справиме, ќе продаваме пластику и хартија и почињаме, вика, мора негде да почнеме. Ја оставиме на 10 позиција за пластику, за хартија, оние зелени стакла за звона. Луѓе мои, довеѓале сме у ситуација да ги клучиме с катанци су ги крши. После почнамо, ајде, тој не бива, ќе направиме пилот акција, приму ги у 2 населби. У Зелени рид, почнемо уствари с Гоце Делчев и требаше ги дадемо на луѓе кесе да земе почистото да имаше некоја акција за да и дава сме ги као награда. И парична беше награда, паричен стимул. Првично се пријавува 6 луѓе. Ја мислам дека имамо некои стотина заинтересирани, ми и да сме даваме. Они ги земав кесе кој нас пријавив се, значи. Дали имаше промоција на тоа акција? Дали имаше видливост? Пошто ја мислам дека не беше доволно видливост. Јас сам го рекламираја на МТВ, на ТВ+, не знам кои сви телевизија функционираат, пресови сам држаја, социјални медиуми. Не знам што беше да направам. Па праќамо и по сметко, имамо флаери. У сваку сметку флаери за развивање на све за селекција. Еве на тој начин да ги кој промовирамо што значи селекција на отпад и да ги едуцирамо луѓе. Со сваку сметку е стизала дома на поштенско Можда не е лоша идеја да се почне од фирми. Што ја, например, доста кожарски фирми има сега намален број у Куманово, многу има јошто кожарски фирми кои произведуваат големо количество на отпад. Дали е тој отпад селектиран? Не. Ако ми изборимо, тој отпад е друг тип на отпад, кој што јавно претпријатие чистота и нема надлежност. Тој отпад има. Дали го селектирав? Индустрија, дали го селектирав? Пластика, хартија, не. Не го селектирав, затоа што тоа е наша надлежност и знам. Имав законско обврско да го селектирам, што е најинтересно. Посебно овие што се маркети, продавнице, картони, таа амбалажа, имав законско обврско да го селектирам. Селектирав го кога направи инспекција некоја акција, па ги контролира месец-два, селектира. После има ли доволно запослени инспектори? Не. За овој град не. Тие комунални радари мислам дека се 4-5, не знам точно. Колку ни треба на наш народ негде инспектори, нема ги, ако што не ги треба по петина ги има у еден шалтер. Како иде да го распредели? Еди го днес мразки размисли како тој направите. Не сум ги ја распределил. Кој повише држи гарас кад се налјути, ти или Максим Димитриевски? Знаеш, многу си помлад, можда и не го знаеш реч гараз. Не знам што е гараз, тоа е. Ти си дете од Тоде Думбу, знаеш. Не, јас сум каде болницу израснае, сега живеам на Тоде Думбу. Добро. Да, тој сам мој се живее каде болницу. Кој држи повише гараз? Кој е поинатлив? Па не знам. Валје двојцата сме исти, затоа смо цело време у политику заедно соработуваме. Валје такви сме и двојцата. Не одговараш на прашање, кој по прв попушта од вас двојца? Ако дојдете у некој, не е тој расправија, него, ајде да го кажемо, конструктивна дискусија, како што викате ви политичари. Уз работа, нормално е. Да. Малте не мислам на работа, биле и колеги, док сам работај уопште. Да. Он е бија градоначалник, јас сам бија у сектор за подршка на градоначалника, ми сме имале па можда на дневно ниво по едно таква ситуација. Се зависи од ситуација до ситуација, кој прв ќе попушти, не знам на кој ситуација мислиш ме прашуваш. Пошто имало многу такви ситуации. На сви ситуации. Што работа нормално. Едно време немаше ве заедно по медиуми и тоа е страна на тоа е јака би кажала страна на Кумановци, зашто многу имав изоштрено перцепцију. Скарале се Даниел и Максо. Не зборив, чустели, Ивано чули, скарале се. Не е убаво да се шпекулира, али многу работе се стварав и го градив баш муабети кумановски. Со жена ми се карам дом, па не се разведувам. Још си живемо заедно. За њума после ќе те прашам кој повише држи гараз од вас двојца. Не бегај од тему Максо и ти. Значи, не бегам тему, уопште нема што да бегам. Значи, може да ги расчистиме отворено. Ја можда како збореше се дека не само што сте љути, него дека неќете да се видите. Не улазамо у тој. И стварно ве немаше заедно по медиуми. Слика се створи, значи интересираме оној момент кад ќе викну гостина или кад ќе збору с некога што е од движење знам. И кад ќе ми каже, болje да не ти кажу, ќе ми замерив од партију. Што
колку улогу у свето имав партиски ботови, у смислу како ги они креирав шпекулација и муабети куде кумановци, а колку е тоа уствари истина. Затоа што и кад би било истина, престаните бре луѓе више да се оградуете од тој и да викате не смо биле љути. Што е проблем ако кажете дека сте биле љути? Не. Нема ли да ве гласав луѓе? Не, јас се ќе објаснам. Молим те. Значи, имал неколку прашања поставени у... Не, има само едно прашање. Не, неколку прашања. Луѓе ќе биде вкарани ако учествуваат кој тебе у емисија. Јас сум председател на овој партија. У Куманово збор. Да. Да знам. Да. Ја одговорно ти тврди, ти кажи, прво ја доаѓам дека седам. И било кој што бие поканет, и било кој што Нема ќе да биде карате, нели? поканет, нема сте биди убедена у такво нешто. Не само каде тебе на емисија. У било кој медиум, наши чланови, функционери, носители на јавни функции, партиски функции, има право да учествуваат. Збориш за карање. Претходно ме прашуваш. Јас сум бил едно политичко партија претходно, пред да бидам овој политичко партија, секој овој политичко партија У сам. кој си бија? У СДСМ, не га крио тој. Добро. Пази, јас сум горд што сум бил член на СДСМ. СДСМ за мене е државотворна партија. Подхитно да престанеш Куде со што- гордост. куде Гордост не виду докуде не доведе. Добро, чест ми е било што сум Тако е може. бие у СДСМ, затоа што СДСМ е била државотворна партија и СДСМ задни 7-8 години узурпирана, приватизирана партија, знаеме од кога и што како и за кои интереси, не мора да објаснувам, сви добро знаеме, и за тој дојде тај партија на овој дередже куде што е данаски, верујте ми, не знам, може да ќе звучи клише и не знам како ќе звучи, мене ми е многу криво за тоа што се дешава со СДСМ, али тоа што е, тоа е ним проблем, тоа е дел од едно моја историја со која јас сум расчисти и сам почеа померки. Али зашто га овој збор? Јас сам бија дел од тој партија, куде што сам бија член на извршен одбор 8 години, комај, 2013 до 21 и многу ми сметаше кога ќе дојде се кога ќе каже сва, знаеш, имамо дискусија, ама немаме што да дискутирамо, стигна наредба од озгора и тако е мора. Ви немате такви наредби од озгора. Не, прво јас ми се бунија у СДСМ, да имамо дискусија, да имамо дебату. Може да и ке сам грешка, може да и ке се скарамо, како што викаш, скарале сме се с градоначалника и председател Тако е. на централно ниво, ја председател на општинско, доаѓало е до ситуација каде што сме имале ми различити мислења. Ама не сте се фаќале за гушу како што викав Кумановци, Про мене неќев да се култура видив. не ми дозваља Да. да дигну руку на било кога што е мој политички другар, како што се дешаваше у задни данови. У друго политичко партија видесме имаше прес. Да, имало е размена на аргументи, неисто мислење, и тој не е на пат било. Тој многу пат се дешава. Значи јас сум човек што можда некои авторитети и претходно се имал со проблем со мене. Ја тоа што мислам дека не е такој. Прво га јавно зборува у партија и не може да биду заќутан за тоа што мислам дека тој не е такој. Такој функционира. Значи ли тој дека кавга е била затоа што ја сакаја да те зачути како авторитет? Не, да не ме вадите му од... Не, ја само само прашују. у другу насока, у друг контекст, Добро. овој не га вадите од контекст. Добро. Значи, ја док сум председател у Куманово на овој политичко партија, ја ќе дозволу да има дебата и разни мислења. Затоа што само преко разни мислења ми може да идемо напред. Ако јас сум жив човек и ја грешам, он е жив човек и он греши. И ми имамо размено на мислење. Меѓутоа, зашто наш кумановски народ има потребу да тој го представи, дека ми, како кажа тој мислење, ќе му се видиме. Прво, ја и Максим Димитриевски сме и семено блиски. Тај политика некако тој пут не е навела да и наши семејства се сближи, ми се сближимо и ми у приватен живот како и у политика локално добро функционирам. Значи јас за тоа е било моје мислење, тоа сум искочил тој политичко партија и не сум на друго политичко партија, бија сам човек кој што е учествува у креирање на ново политичко партија, движење кој што мисли дека ќе работи спротивно на свивија политички партии, свивија уназад 30 кусур години га работи. И пак ја кажу, док сум председател, ќе биду поборник за да влада демократија у рамке на партија. Само така може да има поквалитетни партии. Ракија за ти беше? Не. А јас сум човек и ја греша, а ја ќе се го испијам. Да правимо едно живење. Живели. Пошто вика дека не сме безгрешни, нели? Точно. Каквано ме прашував. Вика, знам, сватило дека гласови се у нас. Точно ли е?
Па, има перцепција на едно население кое живе во центар на град дека повише се работи у населбе. Населбе логично е тоа, пошто населбе наши се големи. Сега нема да ги погоду правилно по имења, ама Рајкова куќа, Води Добрашане, Зеленрид. Има ли такви тактику, знам? Не. Многу се работа у села и у населба у прошли години. Ради тоа што наш град е многу прљав, калнив. Ми ако сакамо да си ги чистимо кал кој што ни доаѓа од тие села, тие населба, ми мора да ги асфалтираме и ги средимо населба. Да имаше стајан или како скачав од него с авто да ги чисти гумата. Паралелно Ја не го зборувам, знам дека смешно звучи, ама така е закон. Законски. Ми не може да имаме чист град без да имаме чисти населби села. Да, работа се по населби села, али работа се у град. Ја колку е добро, пак ќе се спиеш ракију. Пак ќе се завратам на мој прошто политички партија, пошто многу изборни циклуси, ако сам млад, учествував сам од 2009 сам активно избори. Порано иде смо у кампања и ги вика смо на луѓе. Ќе ви ставимо сијалицу, гласајте не. И тој беше, нема сосветлување луѓе, ставимо го сијалицу за да не гласав. Ете, ова само го збору да ви да долову у какво општество, у каков град. Добро, со осветлување генерално е проблем и сега градско збору, у смислу не би се. У смислу, само се слушаме, дека нема куде да се пријави. Тај фирма што е пријавена за работење, на работање, одржување на градско осветление, еден стан таму негде на Треќа Македонско, кој сам ја бие неколку пат да пријавувам, каде што не работи и гледа се дека не е ни исчистено пред врата на приземје и дека баш нема куде да се пријави. Осветлување е замислено. Мислам дека општина, извини, сега не си ти мора да слушам. Прашање на општински, не општински, да, ама бие си дел од општина, па затоа те прашувам. И мислам дека нема граѓани и ова го зборувам на свите. И граѓани и млади луѓе, посебно куде да се обратив с добро идеја и куде да се пожалив на нешто што не функционира. Немамо таков систем развиено, доволно, барем ја мислам. Што мислиш ти? Може само за осветлување да ти кажа, пошто мислам дека тоа е еден од подобри проекти што го спроведе општина Куманово. Свака бандера, свака сијалица има си бројче. И барем ја колку што сум информиран, такој беше док ја беше туја, по пријаву на број телефонски, луѓе беа многу експедитивни. Куде да го најдем? Има ga на сајт на општина. Ја ga немам у мене, али после емисија ќе ти го најдам и ќе направиме еден тест. Ја од тоа што го знам, што јас имам моја лично искуство, у рок од 24 до 48 сата доаѓав и го менјав сијалицу. Јас сум добри. Затоа што на нима не ги одговара да. Јас сум добро годину да наплаќаја улично каде што го немам, да на крај да дојду компромис на постојано улично осветлување каде што го има. Такој бија проект направено и договор со фирма каде што има обврску 2% да доинвестира. Ама сам како да има. Да, тоа е проблем по села, вајда. Па не е по село, града е, тоа е Бунчи Конзијак, тоа е градско, не е у Добрашане, мислам. Добро, мислам за таму, да. Негде понастрано. Не, за тоа куде што го најде смо компромисно решение, ако може се најде компромисно, ја да купу сијалице, а они да ми ги наместат. И така би најде. Сега прегоресва и тие, ама сега ми е јасно зашто се они ишле да има постојачи и зашто се ме терали ја да купу за да они може сега да сменив. На постојачи, така би ја договори, мислам дека тоа функционира, што ме прашав второ прашање. Второ прашање. Културу. Значи има општина што издвојува средства за културни настани и програму. И еве, задни 2 години е многу потранспарентно направено. Претходно иде сва апликација, општина одредуваше. Добро, сега има комисија, ама сега има повеќе. Јас сам беше 2 години, да, 2 години сум корисник на дел од тие средства. Јавно млади имав право да учествував. Ова што за млади. Млади, Здраво, млади! Уметници имав право. Културни работници, има и угостители, имав замисло, има пуно луѓе што имав одлични идеи, каде што имав можност да аплицирав и да бидев дел од програма на општина Куманово. За жал, тоа е моje лично мислење на дел од тие настани каде што аплицирав граѓани. Има голема заинтересираност од граѓани, општина издвојува средства и требало наредни години да се направи мерет систем каде што одреден настан, ако има успех што ја аплицирае и бија добар, има заинтересираност на граѓани, не само повторно да добие, него да добие и посериозни средства. Значи, те настан га прифаќа наш град. На прво ниво, кој одлучува
Има комисија составена од сега е направена комисија од работени воопштено сектор за културу и мисло не ме држите за збор дека учествував и представници од Совет. Али не ме држите за збор. Тоа е пред 2 години почна трите. Веројатно има комисија. Што се одбирав тие комисионери? Па има сигурно некој правилник уопштено. Треба да биде вработен у сектор за културу, треба да учествува во креирање на општински настани. Треба советници. Треба вајда и да ја бија на некоju представу, да гледа у живот. Да. Не само да работи у сектор за културу. Пионерски дом. Увека шапка моли. Што прави на пионерски дом? Неколку барања поднесемо, не ни га јоште да. Чекај, второ барање поднесено сега. Второ барање. Зашто го тражимо пионерски дом? Сега држава преска збори има. Не знам ти зашто го тражите, јас знам зашто го тражите. Средства. Види, тоа е еден историски момент од наш град кај што ние сме сви биле како деца и сме твориле, пораснале тај дом, како да кажу, за жал сега во какво стање се наваѓа, тоа е страшно. Први пат го тражимо како општина, имавме замислу да дел од градско библиотеку се адаптира таму и да се поврже нешто да направимо, дали еш некој исторено оделение градинко, капацитети ни фали во дојан дел, горе да ставимо нешто информатички центар, англиски и тако дале, тој како што е функционирало претходно, одбисване не ни го да десва, сега поново го тражимо и општина ствари, извинете, општина го тражи поново и нели ги имаме овие средства сега од владо, кои што влада не ни даваше никад пари, сега бар имаме некои средства кои што може да ги користиме, замисла беше да се направи одреден проект со дел од тие пари, да се аплицира и да се среди те пионерски дом. За жал тоа више све закаснато, затоа што сега траев апликација, ми немамо одобрено средства и спремамо проект, меѓутоа фокус, ја како пратеник што би ставија после локални избори, е да биде борба за пионерски и за театар. Креота е град... Кој театар? Наш Кумановски. Јас сум забравија дека Наш, све наше, у наше Куманово све. Наш. Све се знае. Наш театар, наша Соколана. Жално е што е у такво состојба тај наш театар. Жално е што културен дом немамо грејење, имамо и партиски настани некад кога што го користимо тај културен дом. Културен дом требаше да е како временска за театар, ама да, со срамил. Дугорочна временска дом, затоа што и кога ти да поканимо гости, или кога ти да има некој убав настан од тој културен дом, луѓе се смрзнев ако е у зимски период, Тоа е за вас гости. Да знаеш, ми професионалци од позади што гледаме, што све нема. Од сопче, од прозорче немамо у гримиорно, од рефлектори немамо. Да не улазам у тој тему. Али приоритет, кажи па дека ќе биде пионерски дом да го тражиме театар да го решиме, али тоа све после локално. Планирам како пратеник да биде моја зал. Ја не сеќам кој година може да се ти сеќаш и на настан ја тражи од себе да ми средиш sastanak sa Maksima Dimitrievsova. Ја беше шеф на кабинет. Нешто, да, кој беше среди sastanak и отиде на sastanak, каде што ја му образложи на Максима две идеи. Една идеја беше за пионерски дом и една идеја беше за градски театар за деца и млади. Мислам дека би било сувише да тражиме градски театар као паралелно на овој што е национален, али за деца и млади мислам дека треба да имамо, још увек тоа е било, подсетиме валјда пред 7 години. Тоа беше 2018-19, пред корона. Тој период, али 2019. Да, горе-доле. И беше на sastanak каде што како да не беше познат на човека каде го иду, ама беше обеќано дека ќе направиме градски театар за деца и млади. Што ја елаборира усно, не? Проект како би го тоа извеле без големи финансии. Меѓу време ја имаше некој комуникација со Максу, каде што ќе биде, кратка беше, не сам нешто посебно за Мараја, како што знам. И дали Велешки театар отвори, не се сеќам сега дали приватен, општински, национален, не е биле сигурно театар за деца и млади, ја му пушти на Максима фотографија од тој театар, така знам, на Вибер комуницирасмо, и само доби син и никато тога више не го доби тој идеju. Спаѓа се на вратот едно моје претходно прашање. Не, добро сега, тој однос с Максима нема с тебе да го комуницирам, валјда. Ако биде достоен ќе дојде, ќе разговарамо. Дали таа идеја за детски театар може још да се разгледува општински детски театар? Без помош на национално установи, дали за него на место пионерски дом?
како објект кој е најблиско до Тоа е, театар. добро, одговор ми беше куде, што, како, с кои капацитети би го тоа работале. Веќе, ако го збориме о пионерски дом и да се средите пионерски дом, да, сигурно дека може преко сектор за култура, како беше социјала, труд, Да. култура уопштено. Не само да се навратил на претходно, од претходно моје прашање да извлечу дека еве сами идев млади, така сум бил млад, не си мај 35, по европски стандарди на 35 сега не си млад. Дали можемо ми сега с некој соработку помеѓу официјални општински лица, сектор култура или фондација, како и да ги викате, и независни уметници, у кои јас се сматрам, иако сум небитен, јас се сматрам да се направи некој план, пошто ја мислам дека ми имаме многу конкретен план на кој може пионерски да се направи, ама еве упорно никој. Може веќе јас сум учествуваа како лобиста у неколку настани што се били интересни, неќу сега ради деве да не биде фаворизирам ги, рекламирам ги, да ги споминјам, може и тој све се прави у ноември-декември. Зашто так се изготвува програма. Зашто ми ја кажеш, шали треба ноември да се појави во општина или општински службеници треба ноември да ми се јавив? Тоа ме интересира, тоа е општински службеници ќе пушти повик, како што пуштал задни 2 години. Зашто повик? За детски театар? Да, види, мора да улегне у програма. Мора да има апликација да аплицирате. Тоа е настан, како и да е детски театар. Не е настан. Не е настан. Не, добро, не е настан. Не е фестивал. Сега инклузива не е настан, аплицира, ќе ги спомнам нима за деца с попреченост, кои што мора ги пофала, одлично работив. Не, добро, они имаат и други сврки. И од општина, да, за други целеви, ама они аплицирав на тие повици што ги има општина. Општина тие повици ги пушта негде у ноември, затоа што декември се прави буџет општински. Ама за да аплицираш, треба фирма. За да аплицираш, за да или не, и да не аплицира, да има заедничка некоја соработка, да се учествува заеднички на проект с група, како и да сте уметници, ентузијасти, и општина, заедничка не сме ми, знаеш, не сме ми. Тоа е за град. Да, така е. Ама Град има многу уметници кои не су дел од моја работа, не су дел. Све што да не правиме за град има процедура. Мора да има соработка, мора да има идеја, да биде ставена на папир. Како да дојде да биде, еве тој го збору, да биде разгледано, да се стави на папир, да се види сите тие процедури, наши административни бариери што не коči. Мислиш дека наши општини су компетентни у сектор за култура за проценување на има луѓе компетентни општини. Не, збору сектор култура. Сектор култура. Добро. Овој година има од државен конкурс за фестивали на кој може да аплицира на здруженија, не сум сигурен, ама сум сигурен дека може да аплицира општини и национални установи. Дали наша општина аплицира? Ја ќе ти кажам, не. Тој конкурс заврши да пред месец дана, треба да пред месец. Не знам дали, такој нешто. Това, каде што можеше да се аплицира с настани. Човек што више, ја како советници агитира, ако можете да се каже да се аплицира на тие пари. Има здруженија на граѓани кои што земав средства од општина за одредени настани кои што ги помага општина, кои што су аплицирале на тој конкурс. Дали општина како посебна единка за општина конкурс е конкурирала, ја немам информација. Ја ќе ти кажам, не. Не знам, не остава. Дали мислиш дека тие општински луѓе, небитно од кој сектор су, треба да направив општински луѓе и општинска администрација. Како да кажеш? Пак су тоа луѓе на крај, иако нели на работа делував доста како работи. Сервилно. Дали постои начин на, пошто наш буџет за култура на општина е голем, прилично. И за спорт и за култура. Ја не можете да кажа дека е мал буџет. Голем е буџет. Сега не сам ја добија некои големи пари, ама сам добија. И е голем. Јас само имам сумња у компетентност на тие луѓе кои одлучуваат куде ќе отидат тие буџети. Односно нивни, па не знам, менаџерски способности у култура. Пошто до сега реално тие луѓе не ги знам што се традиционално претежно организира. Тие што су поуспешни настани. Не су право да чу. Добива поише средства, Самет Салиевски преку негово здружение. Еве, ќе ти кажам. По-посетен или? По-посетен, поорганизиран. Тој се гледа кој настане поубаво организиран, кога има поголема заинтересираност од страна на граѓани. Еве, ќе го спомнам советника Самет Салиевски со група ентузијасти кои што организирав турнир у бокс со име на Мирослава Петровиќ. Петровиќ. Тренер, да? Да, што е бија тренер. Значи, тој почна пред 5 години, имаше
малку заинтересираност. Еве ја беше пред 2 дана на те турнир, луѓе на Арена 3 се насред площадта на Арена 3 га има директен пренос на те турнир. Имаше стварно голема посетеност од страна на граѓани. Нешто многу се дешава околу на площад. Луѓе искочиле, интересира ги. Башка наш град има традиција. Затоа има истакви нас. Посетеност ли е Тригер, што е? тригер за репер за добар настан? Па и начин Што имаш ти организација, настани заинтересираност. кои се за 30 луѓе, за 40 луѓе. Добро, ако е настан за 30 луѓе, дошли 30 луѓе, окей, ако денови на комедија, култура, на што ги правиме, со колку има капацитет сала? 670, не, 600-700 човека и дошли 700 човека, тоа е успешен настан. Ама ако има капацитет тај сала, 700 и дошли 30 човека, тоа е много Ако успешен. тој настан, чисто хипотетички пошто почна, тој настан продава карти по 200 денари, има буџет од 10.000 од министерство, има 1.000 евра, има 10.000 од општина и продаде 8 ивента, небитно колку представи, има 9 по 200 денари. И ако с 93 запослени унутра и с високи плати, што би кажала министерка за финансија за нас уметници, а од друга страна ти се дешава некој с 3.000 евра, с петина и карта од 400 денари да има 500. Кој е поуспешен? Нину. Право си. Cilj mi je дека треба да се направи, барем тоа е моја идеја и сега намерно го јавно кажувам, помеѓу Совет, општина, сектор може ли култура директно да ти кажу? и независни уметници од Куманово за да се доделувате буџет. Никој од тие нема да ги земе повише од што ни треба, збор од независни уметници. Општина има малку резерву. Ово дискусија има. Према непартиски луѓи. Не. Затоа што гледај, луѓе што доаѓа во неволни сектор. Значи има група на луѓе што стварно Може работи. да ги разграничиме што значи невладен, Не, што на тај невладен сектор не тоа е здружение. Неволен сектор, ти го рачунаш здружение, неволен сектор за мене е све што не е поврзано со политико. Невладен сектор. Све што не е поврзано со политико, Валјда се владени пари. со владени пари. Тоа што таму има често организации кои што нема баш искрени има едно значење за него јавност дека е тие се организација кои пере пари. Така е, ама има луѓе што не доаѓаат често пут како тебе со искрени намери за да направиме нешто за овој град, а учествував, имав еднакво право. Дали покрај Сува треба да изгори сирово? Ми да се не ми општина како да се Механизм, постави. да. Затоа што гледаме од тоа што се дешава. Општина прилично почеток на било кој настан га поддржува. Ако има стварно програму реално остварлива. Ако те настан се гледа дека добро искочија овој годину, сигурно кога ќе аплицира наредну годину, има повише средства. Дали се тоа музички концерти имаше? Тоа ми е, јасно, мене само систем на кој се одредува колку е тој настан добар. Односно колку ќе биде добар. Затоа што колку е бие. Па затоа е според правилник има формирана комисија и од тој комисија има луѓе што иде по тие настани, постептуев ги, гледав, анализирав, тој се стручни луѓе, а не доаѓам од свет на уметност. Ја тој не може да го зборам. Ја може да збору за право, за администрација, може да збору за Слушај, ти политику. право да ми кажеш, овој има ли право горе да ме тужи што му го испира кив? Или нема? Ако имаш два сведока и Значи, кој нема. корис, Значи, дај уште едно дете. Миро, да, ово е. Да те искористимо. Може. Молим те. Треба ли уште нешто да донесу, јас се запрегам обед. Може. За мене не. Даки? не, фала. Не, пази га момент, облек ја се како Тито ли ти кажеш, како Тито, да ми идете. а став масонска ложа. Цело време. Максонска ложа. Максимска, максонска. Даниеле, срам те било, грицкаш ги ногти. Грицкам ногти, тој ми е една Стаквиде. мана. Да, мана ми е у живот. Да. И тој го работил многу несвесно. Зашто примитига и сина ми, највише викам по njega. Да го одвикну, не знам Некои зашто. стручњаци за генетику пред некој време читам утврдиле, значи научно докажале дека грицкање ногти е уствари генетичка ствар. Татко ми грицка ногти. Да? Да, и ја грицкам. Не знам зашто, ја не сам нега прво тој свест. Не е тачно тој дека е знак на нервоза, односно дека сви компромиси што си ги до неа, не само удвижење, знам него уопште у живот су биле на твоју штету. Не е тој знак, нели? Не. На грицкање ногти. Не. Не, ја не грицкам ногти само кад сум нервозен. Жена ми ме многу кара дома за тоа. Обично седно некад нешто. Ја несвесно го правувам, ама ето. Једеш ги. Да. Можда е недостаток на некој витамин. И тој сум читај како што кажате и за претходно статија, да, недостаток луѓе обично што грицкав ногти имав недостаток на некој витамин. Калциум нешто, што да те понудимо? Калциум требаше шумечки да купимо. Не, ни текна. Што прави Бранко Црвенковски?
Не знам, с Бранка Црнковски немам комуникација. Многу луѓи викав дека стои он позади движење, знам. Дај да расчистимо сега, стварно ли е? Не. Има многу луѓе што су биле блиски до Бранка Црнковскога, што су се нашли овој нашо пречи, што су дошле с нас. Лично Бранко Црнковски, како е он завршија политичку кариеру кој беше 13-12 да угаса тие отпори, ја после тој нити сум ga видеа како човек, нити има шансу да седи. Има блиски луѓе што су биле соработници на Бранка Црнковска, што су каде нас у партија, ама има луѓе што су биле некати уморо, што су у овој партија, што су соработници со нас. Не делуе ни мислење. Знаеш дека све се збори, дека ви однам знаете све, знаеш. Директно Бранко Црнковски. А Совет одавно преко некои структуре стари од СДСМ? До мене не. Никад не се јавија непосредно, тако е посредно. Ни број телефон га земете, ни број телефонски немаме. Аз сум председател на овој политичку партија, идеолог на овој политичку партија, може кажу 5 човека да се формира, у 10 први подписника, али ја комуникација с njega не се има, нити сум го видел. У 10 први подписника е он? Не, ја. Иницијатива, кога се формира, беше на иницијатива на 10 здруженија. Пред да дојде до све овој, суга овој разговарале 4-5 човека, јас сум и еден од тие 5 човека да формирамо некој нашу политичку партија, пошто смо сматрале до сега ово што смо учествувале, не га било више. Можда и не смо имале мој да се изборимо у тој политичку партија за тие некои идеали, мислења, преклопило не тоа све што се дешава, па ќе кажу, тој време СДСМ и не у тој време СК и уште приватизирана политичка партија која што им исклучиво служи на одредена групација на луѓе за искористување и извршување на некои своји лични амбиции. Тоа е тоа што е за жал. Тоа е моја перцепција. Никад не ми е намера да Тоа е моја перцепција и не ми пада да се навраќам други политички партии, али увек тако испадне. Али имамо политичку партија која што учествува на избори још нецелосно формирана, укумано имамо сериозну поддршку. Тај поддршка према нас значи сериозна одговорност према граѓани. И да имаш таква поддршку, колку ти е поголема поддршка, толку ти се зголемува и одговорност и мора да бидеме многу почетни према граѓани. Па се враќамо на отчетност, одговорност, посветеност. Има луѓе кои што су претходно можда биле блиски с Бранка Црнковска. Има луѓе кои што су биле блиски с Никола Груевски. Има луѓе кои што су пребегале од друго политичко партија, има луѓе кои што су дошле од левица каде нас. Има луѓе што никад не су се занимавале с политику. Има луѓе кои преку глава и се уклучиле. Све ни е тоа јасно. Има луѓе што го поддржавав Грету Тунберг, има луѓе што викав дека фолира се дека е сега заробена од израелски власти зашто сакала да иде у Газу. Има луѓе овакви, има луѓе онакви. Не зборимо за тоа какви луѓе има. Мислам дека такво нешто нема и таква една перцепција може створена у јавност ради тоа што одредени луѓе кои што претходно су биле блиски с Бранка Црнковска, кога мора да кажу, исклучително го почитую како политичар. У моју политичку живот и кариеру, што дете сам. Одиграе голема улога, веројатно. Не само тоа што он бие државотворник, да играе голема улога, имам многу позитивно мислење и ми е бие на некој начин и луѓе кои су ми били идол живот. Ја до пред некој годину у моју собу се имаја слика од Бранка Црнковска. Тоа што јас се сматрае дека тој човек е добар политичар. И порно стварно имало добри политичари. Луѓе што кога ќе збори, кога ќе ги слушаш, има што да каже. Било е тоа тешко време за држава, тек се формирала држава, имало тешки моменти приватизација, било е тешко за живење на луѓе, граѓани во тоа време и нормално дека све не ги сака. Али од политички гледен аспект ја имам само добри зборови. Да е дел од овој политичку партија, пошто јас сум еден од креатори на овој политичку партија, одговорно ви кажувам дека не е дел. Не знам дали сте га гледаја, многу беше интересантна една кампања у Исланд. Дали беше за парламентарни, дали беше за локални избори, не знам. Може да ќе ти текне ако ти кажу, кога ти скочи лик и они уствари и победи. Што значи дека е било на парламентарни избори. Слушајте, јас сам овдека да ви кажу дека свакако дека ќе краду. И уопште немојте да го поставljате тој питање никад у дебате, нарочито новинарски, нели отворени, затоа што
кад ќе кажев политичари, односно будучи политичари, дека нема да крадев, многу ќе ве излажев. Да, и ја ќе гледам да се обезбеду себе. Ако не си го чуе, онда не би било интересантно да го коментирам, мислеше дека го знаеш, нарочито од аспект на тој што тај негова, да кажеме, политичка партија или движење, мислу дека беше исто движење, тотално нова на сцену у Исланд, колку ги смени ги демократски процеси у смислу на тој дека една таква, тој веќе не е транспарентност, тој ја би га кажала политичка дрскост, дека успеја куде народ. Што може да успее? Народ има такvu перцепцiju, има такви очекувања и он се поистоветуе со тие очекувања на народ и тој перцепцiju. Да. Ама ја преска многу го каже едно работа. Ми некад треба да носиме одлуке и да го менјаме перцепцiju на народ. Зашто би имале ми политичари потребу да крадем? Јас сум политик. Имам куќу, оставена од мајка, од татка, имам плату со кој што може нормално да живам. Што ми мене вреди у живот дали ќе возу авто од 10.000 евра или од 100.000 евра? И тој ќе ми служи, Што ми мене ако живам у куќу од 500.000 евра или од 50.000 евра? И тај има кров на глава. Мене ми е побитно да живу среќни моменти с моја фамилија, кај ти скочу у чарш или кај ти отиду било кој у кафану, да можу сви да ги погледну очи, да не се сраму кој ќе седи унутре и на што ќе најду. И еден ден кога ќе заврши, пошто кажа пријаска, ова е политичка наша работа е с рок на употреба. Да си скочи ја поново с чист образ у овој град. А ја како политичар ќе дам максимум што можу од себе за да направиме нешто подобро за овој град, за овие граѓани и за овој држава. Тоа што ја деца сакам да ги гледам овдека да живеев, не од друга држава. Има нешто тачно како да сам очекувала дека тој ќе го кажеш, па сам нешто запишала што сакам да го споделам со тебе сега. Вика, ако сакате победу или не само у политичку смислу, знаете дека она не доваѓа од тој да поседуеш све што ќе посакаш, све што ќе ти падне на памет, или па да избегаваш све што не ти се свиѓа у живот, него да разбереш што е твое, а што не е. И да научиш да живееш со тоа. И да научиш да живееш со тој. Сега, не можу да те дирам на тему путни трошкови за парламент, затоа што смеесвати се сви, затоа што ти не ги ни зимува. Не га бива ни да краде, бе, не е добар. Нешто зимува, ама оправдано беше тој. Значи, што е победа у политичку смислу? Затоа што викаш, треба да се поистоветив политичари с народ. Ако преска констатирамо дека влада една општа некултура и менталитет ни е такав какав што ни е, апропо да употребу правнички речник, ѓубре и тој како ни изгледа град, онда со што од движење знам ви ке се поистоветите у некој сегмент со овој народ? С некултуру? Види. Со што ќе се поистоветите, за да му се додворите, збору сега за кампању у локални избори. Затоа што очекуваме од вас поново да кажете, па за толку време беше систематски уништувана оваа општина, док беше СДСМ централна власт, не ни дава сва тој, ми не можесмо ништо, не можесмо да пркнемо. То прв сега се доделуе в буџетски средства. 34 години враќа само дугови на општина. Тој ќе га кажете. Општина се раздужи. Очекувано е тоа. Кажи ми нешто што не го очекуваме што ќе га кажете. На овие избори смо работале 8 години и народ на следеќи локални треба да процени дали општина е одработала, дали се е движила правилно насоку и да го даде поддршка, или сака нешто ново да се вратимо на претходен систем како и да е бил. Да, кажава, работало се многу по села. Населбе не се работало од центар. Сега почнемо да работиме од центар. Други ќе кажат работи се пред избори. Знам. Ама док не сме работали Ама центар. Ама такој ќе биде, Даниел. Нема луѓи да кажев за ништо. Се работи. Кружни токови не се прибива пред избори. Тоа смешно изгледа, знам. Кружна работа на општина. Ама нема смо ги, Иван, нема смо осветлување. Нема смо многу работи ни фале со нови и још многу работи ни фали. Нема да закаснеме, ама не да забравиме. Изволте. Кажи ми го пред 2 круга, ако може така да се каже. Тој исто и у политику и ми често знаеме. Ти не можеш 2 круга, ти седиш ја и право круга.
да ве кажи ми што е работа, сакате ли нешто за пиење? Не, фала. Стварно ли толку немате? Наручите ме понеже, што ќе ви земе од вас? Те пази зват. Што е работа с ограде у град? Ограде. Свугде има ограде. На градинка устависва дупло ограду, около игралиште, позади школу ограду. Стависва едно, па второ на игралиште. Позади гимназију ограда. За детски игралишта Сега се збориме. спрема посебно ограден од школа, па внутра посебно за игралиште. Туде Соколану ограда. Затоа што почнува да се градимо, и да кажи не ми, нели е се... глупо да се вика кошеви без кошеви? Ограда, за жал, се ставljав да притепу фацу за кошеви. Затоа Не ми се што верува. Дека буде лично- кошеви, нема кошеви. Затоа што лично док сам бија директор во јавно предпријатие, негде 3, 4, 5 пута, не знам колку пат смо го вестиле тај кош. Види, И ваѓа тие кошеви што ги местисте. Играчки за Кршеви дете. ги. Па ќе ги кршев нормално, ќе се за летото се куца човек талентиран. Правиле смо ги метала на обруч, све кршеви ги. Кажете, метал не знам. Како метал бе да не ги крши. кршев својите кад расне смо, кад сами ги одржуваме смо, како тага не ги Па, кршев. ми И немаше се дека ограда многу тага. седа смо на тој игралиште после гимназија што го направи тој време, тоа е било 2003, 4, 5. И ми игра смо сваки ден фудбал. И фудбал и И кошет. тој игра смо по 5-6 сата, имаше една многу убава дружба тој Каракмало, јас сам бие каде болница, ма разнаја сам у Каракмало, со 100 екипу таму. Мики кога ќе се врши смо ми навечер у 9-10. Сеќам се Чичо Васе што го делеше билјардо. Иде смо зимо смо метле и сами смо си го метели. Мимо смо свест дека јутре ќе дојдемо таму да играмо и неќемо да играмо на срче, Ама што е тоа неќемо да погрешно? играмо. И па нема га сега тој. Затоа што Чекај тој сега. се градимо, затоа што се уништуе, све што се направи во овој град за жал е подложено на уништување. Добро, зашто Ми ги на градинка ставljamo остависте преко дупло вечер. ограду? Градинка која гимназија има дупло ограду. Ограду врз ограду, викам овие деца некои нови Денис Родман има па скока. Ја не сам видеа, стварно. Не со Денис, Има, бе, тој не со Денис Родман, ама со Денис напаст. Зашто штитив ги институции од такви работи? Предпоставljам. Стварно не знам, али Добро, предпоставljам. зашто таму беа ферке у градинка. Јас сум за преска збори за тие контейнери, ставljamo ги клупе на кеј нови. И ми преко чистото стигна, тој ми местимо кантичке, уредувам. Јутрото 3 клупи у реку завршив. Да. Зашто е потребно да го фрлим у тој клуп у реку? Зашто е некој идиот. Што? Ама кажи ми, зашто ги Сатисфакција? куписте нови клупе? Сега не знам дали се бија ти, дали се учествували од купување. Пола е заоблена. Значи пола е круг, овие нови бетонски. Бетонски ставимо да и тие ги фрлим. Да, ама заоблени су. Па цивилизација, кој знае колку илјаде години требаше тркало да го смисли, ви ги сте заоблени само да ги гурне во реку. Значи веќе кога има луѓе што ги гура, ви ги направисте, па да не се мучи тие Ама луѓе. тие беа бетонски, бе, тие се не знам по Да. колку 200-300 кила една клупа. Па тркавалјав се, јако, Заоблени. ако, тркавалјав. Имам едно незгодно прашање и едно згодно. Кој сакаш прво? Која сакаш ти? Ајде да правам. Бире, ја ќе запалам Прво свака од незгодно. цигара. Запали цигара, одна незгодно ќе ти ја поставам. Дали истин ли е дека Зоран Љутков и Даниел Стојчевски се го договарале новога директора дека директор ќе биде од влијан у НУЦК. Влем. Или ако не од влијан од кого? Зоран Љутков и Даниел Стојчевски имав еден куртоазан поздрав кој што е направен неколку пута при избор на владу. Поздрав, брата, што е клинете си. Тој док се биле пратенички прашања и толку ја имам од комуникација с Љутков. А да треба да ви се смени директор, моја мислење дека треба да се смени. Дали од Влен ќе биде? Дали јас, тоа ВМРО нешто има не знам. ингеренција у минање на директору на НУЦК на Куманово? Дали ВМРО има ингеренција или е оставено на знам и Влен? Не е тачно. Прво, Не, ја прашувам што е тачно, прашање. Ингеренција има директно министар. Не, ја знам правно како е. Одредови на ВМРО да Ја знам правно како е. Тоа е правно. Така е. Влен Дали позадински има игра и кој кој знам Зоран Љутков не одлучува? председател Пошто на... бега некако од састанок со глумци од Куманово. Не знам зашто. Ја би дошел мене Како да имам- поканите, да. ја ќе дојдам, ја ти кажи. Као да има некој... Еве јутре ми кажи, ја ќе дојдам, кривица. ја нема зашто да бе. Што ќе ни направиш ти? Ева, ајде дојди. И што? Само га Љутково га куртоазно поздрави, кад ќе га видиш. Немам таква комуникација. Добро. с- Дали следејќи директор ќе е од општину на НУЦК? Не? Од општину, некој службеник моментално, ќе е директор на НУЦК. Дали Мо- такво нешто си договараја? Ја не сум договарај. Можно е да биде, ама ја не сум агитирај и не сум договарај. А можно е да биде. Ако кажу не, јутре ќе се деси да стави стварно некој човек од општину, ќе биде Даниел излажа.
не сам учествуваа во тие преговори за директора на културен дом. Сега ги ти поставя едно фино прашање, Кажи ми за ракија во овој град. Имамо ли доволно дестилари, имамо ли доволно луѓе што се бават со стојравото и што можеме ми како општина да ги помогнеме, ми како сега јас сум дел од општина, разбираш, да го стимулираме тој да пошто наш реон е бија гроздарски, како да кажу, винарски и ракиски од увек. И луѓе си го сакав ракија од овие начини. За сакање гледам дека сака. Види, прво ми знаеме порано како е функционираја наше општество на систем од социјалну природу. 90% од домакинства во Куманово сами се произведувале и се пекле ракија, кој што народ го е конзумираа и после се донесе една одлука, не може да улегне тоа дали е оправдана или не е оправдана, кој што е казниво више, тоа е со закон, дома у такви услови да се Не, добро, мислам дека сега е тоа и либерализирано со продажба од врата, мислам дека е регистриран, треба да се. Ако си регистриран, како што кажа, ако имаш све е окей, јас сум за тоа. Да, дестилат. Се сака да тргуе. Али мислам дека во Куманово има малку луѓе што професионално се работи со тој. Нема да ми замериш, мора да кажу твој татко, покрај негови прости, е пекено. Сега не може да го затвори. Најбољи, едно од најбољи ракија ја што сам го пија. Да, знам дека они ви имате тој традиционално како семејство. Да, ја го наследидам. Сега мене може да го затвори. Сега ја не знам, не се ме викаја искрено. Дали фали на овој град? Ја мислам дека фали и од општинско ниво да се тој на некој начин стимулира да биде официјално и легално. Пошто се мислам дека наши земјоделци не го знаат тоа. Занимавам у друг дел од земјоделие како хоби у пчеларство, знаеш, пред смо го муабет. Веќе работиме нешто на тој прашање каде што има на площад промоција, унификација, кумановски мед и така дале. Меѓутоа на овој прашање сигурно дека треба да се Па добро, и пчеларство мислам дека тапкамо. Останува ли тој на площад денови на медови, ама на метама. Ставаја се некои услови каде што да ги се помогне да ги начин за едукација, брендирање уствари. Брендирање, не само брендирање, процес на едукација, професори, услови, капацитети каде што Добро, има Сдружение Пчела, да. Куманово, што добро си го врши работа у контекст на обуку, у контекст на информација, да те насочи. Професионална работа. Да, добро. Само мислам дека ги треба помош околу брендинг на одредени луѓе и пазар. Работиме. Например, Lidl ние сега ќе дојде па да го продаваме на нашиот. Работи се на тоа. Зарадуваш ли си го пратеничко плато? Ама сум ми повеќе згорал ја кафанџи. Што се подразбира под заработување, ако ме прашуваш дали иду на работа, иду. Ама тоа ли е каде нас да си го заработиш? Ако ме прашуваш дали затоа што ме избрале народ да направиме нешто за овој град работу, ја моја мислење дека давам максимум од себе да го направам тоа. Имаш и екипа позади тебе? Има. Као пратеник. Следува ли ти не, као пратеник кој ти помага како ја извршуваш пратенички? Екипа мој у политички дел кој што со години у пратенички дел остави имаме едnog асистента у собрание на пратеничко група. Што ја не знам што ти следува, што е таму. Имаме едnog асистента кој што треба да ни помага. Меѓутоа, он од ВМРО. Ама он ми од ВМРО ништо не. Од дуѓе не се разбирам. За едnog асистента ми треба два преведувача. Асистент кој што ми сега носимо за наши потреби. Меѓутоа, собрание е еден специфичен сегмент институција кој што има сериозни кадровски капацитети и оделенија кои што пружав поддршку на пратеници. Стварно, мора да признам дека добро функционира. Тие луѓе што работив таму, нас некад ни треба информација, дали некој, не знам, што било у некој време што се зборило, дали некоја информација што се дешава од одредено министерство, што ни е битно у момент да го добиеме или у брз временски период за да спреме говор. И тие луѓе функционираат. Мора да ги пофалам собрание. Стварно су експерти. Па и тоа е само добро на се политичари говори. Остало сте нешто слабо. Значи, сега преформулирам на овој начин прашање. Зарадуваш ли си го пратеничко плату со 6 материјали, 8 амандмани и едно прашање? Колку си време таму? Годину дана. Добро. Доволно ли е тој за една година? Улога на пратеника не е само тоа. Ја преска кажа, избори овој дел. Добро, ја беше горе, па таму ми свашто збори. Често и предходно правиме на координација, договори за одредени законски акти, да ги донесемо, лобирање наши кои што го имамо,
ако се бориме за буџет одредени средства да заврши во Куманово, ако не се согласуваме с одредено, пошто смо на власт, ја не може да искочу на говорницу и да кажу не се согласуј со тој што го прави моментална гарнитура владеќа, него ја тоа го решавам претходно. И викам другари, тој не е добро и мислам дека не комисија што како го решавате тој? Тоа што се решава на координација, кој што ги имамо и договарамо се што е оној што треба да го гласамо за уединено да биде подобро за овие граѓани. Меѓутоа овој дел га нема овдека во јавност, а нормално дека кога ги земеш говори на опозиционери со многу повише од наши говори. И претпоставувам ја кога би улога на опозиција, би имаја многу повише зборење и повише. Кој амандман ти можеш да предложиш за овој град? И што што е следење, не смееш да издадеш? Или ја да те вршам? Ја работам ментално преска, кажа за јавни предпријатија, тоа што го спремам, работиме на еден амандман со согласување на европско регулативу. Ако успееме да донесеме закон скутери до 125 кубика да може се вози с беда, не се изложи граѓани. 30 година што сакаш мотор да се купиш очигледно. Не, тоа за некои иницијативи момент што ги спремаме, идеме го збориме за град. Ја повише ви зборија од економску перспективу, на овој град му треба повише паре за улагање у градинке, у образован процес, културни манифестации што ги збориме. Ја повише би се како пробуја овој град да ги реши градинке? Само иницијативно цело време. Паѓате тук паралелно с нас уметници и културен сектор. У овој град исто нема да се сложи со твое претходно искажано мислење дека на традиционални настани, традиционални ивенти се повише дава и така треба да биде, не треба да биде, затоа што у овој град од културните збору, од културни настани се појависваат доста алтернативни настани. Значи појави се собирање на кола, пимповани или како да ги вика Illegal Hunters, појависва се графити, појависва се плоче, берзе. Сега тој паралел кога ти го ставиш од културу у тоа е образование, не со градинка образование, него е помогни ми. Труд и социјала. Дали труд и социјала работи доволно с наши, пошто имамо у овој град се појавиа многу добри дечки што су дефектолози, педагози, психолози, дали се с нима работи, дали ними градинке приватни што ги има смешни може да помогне на овој град некако. Па и овој град на нима паралелно да ги помогне со тоа што вишак ќе го они презима, па на некој начин тој ќе се рефундира. А и приватни старачки домови со тој. Пак ќе се завратиме на мојот што го правиме од претходно. Да. Значи мора да има идеја, треба да има проект, треба да има средства. И треба да се смени процедури. Процедури не се лоши. Може у рамки на тешко иде, споро иде. Споро, меѓутоа согласна ти задни 2-3 години, треба да го идеја, треба да седнеме да направиме проект, кога ќе дојде време, ќе се прави програма, кога ќе се гласа буџет, све овој да биде ставен. Меѓутоа не треба никад да ги мешаме ингеренции кои што општина ги има услуг на тој сектор и сегмент и сектор и Министерство за труд и социјални работи. Затоа што ингеренција за целови политику што го збориш ипак су на министерство, пошто ми до крај немамо. Кој ги дава ингеренција на министерство? Тоа е регулирано со закон. Кој ги дава ингеренција? Влада ги дава. Кој е гласа закон? Кој закон? Па тој што ги дава ингеренција. Тоа е решено со ЗОРОД. Ние смо почнале процедуру 2005 на децентрализација. И имamo ми одредено децентрализација како општина. Меѓутоа ми до крај немamo спроведено целосно децентрализација. За да можеш ти што го збориш, тоа е стварно добра идеја, за да успее. Ние треба да имамо поголему децентрализација дел на алоцирање на средства. Можеме да збориме за нешто колку град имамо там не знам колку процента од такси и се враќав назад. А само едно министерство да има буџет можда како 10-15 наши општини. Ако правиме сега, кажи ми дека ја мислам дека Куманово е еден од најбогати градови у Македонија. По просек на глава. По просек не на глава, по просек на примање и не од најбогата е Македонска Каменица. Затоа што пуно средства ги се враќа ради рудник. Он има сериозни средства. Добро, осваја Македонска Каменица колку е 30? Не, ова е помала. Збориме за општина 100.000. Да. Каде што 50.000 су имав големи примања с години назад, збору за инкам кад спомнови афганистанци, луѓе сме робови. Не инкам, значи не инкам. Него приливи на средства идев од надвор.
30 ќе излажам, од 15 до 30, тој се негде виши процент што на Република Македонија 15% од бруто домашен производ, од БДП, у Македонија со паре од надвор. Тоа е ужасно голем процент. Значи, за да кажете дека БДП у Македонија, кога ќе каже пораснало 2%, тоа значи дека лето се само повише паре преќале, а не дека мислам во индустрија нешто поправиле. 15%, што ја мислам дека Куманово, ако го израчунаше повише од 30%, за не е Куманово богата општина за да уопште ми размишljamo за материјали. Откаде ќе најдемо средства за одредено идеја, имамо ми средства, знаеме дека имамо, ја ги гледам. Да не улазам у проценти, ќе идемо конкретно. Општински буџет оперативен, ако ги трнемо сви плате, издатоци за јавни предпријатија, чистење, пари што треба да се инвестира во град директно, со негде околу 4-5 милиона евра на годишно ниво. Знаеш колку пари сте? Романовци што треба да го има прочистителну станицу за да го реши проблем с одвод е 8 милиона евра. Многу одозгора ги да че гледате работи и многу е макро. Значи тие со пари. Што ги имамо? Зашто му и ги тие се распоредуваат за културу, тие се за социјално, имамо, знаете дека е социјално помош како општина. Зашто му ги треба општински пари на градско градинку и на приватно градинку, која више си инвестирала, она више ги направила сви услови. Зашто му треба општински пари? Може да нешто во администрација, каде што вишак деца ќе бидат препраќани овамо, каде што делот е буџет што го плаќаат родители ќе се дели на пола. Веќе се инвестирано, само е административна работа. Општинско што викаш општинска градинка, деца плаќаат за услуга 1200-1500 денари. Добро. У приватно градинку за едну таква услуга со соброци, со свет, деца плаќаат 8-9-10 000 денари. Да, ама ако му кажеш ти на приватно градинку дека имаш ти 100 деца више во овој град, лупам го бројку, 30 ќе му ги дадеш, нема тај цена да биде. Ма треба некој тој да го покрие. Кој ќе да покрие? Те трошок некој треба поопште треба или министерство. Нема зашто да го покрива, он си е приватен, он ќе си го прифати, он сака да прифати или не ќе ја прифати. Ја мислам дека само треба да дадете оглас како општина. За тој исто цело како што плаќа во Па сега дали исто, дали нешто е ситно покрупно, дали родители ќе има спремни што би дале повише 2000 денари за Треба држава пазарна економија се пази. За тоа го зборам и не смо у едно друго време претходно што е било за наметнаме услови на приватњаци како да работи. Но дека не ги наметнувате услови. Ми тоа ќе диктираме Дека ги цена. требате на приватњаци. Ја го тоа знам од терен. Ама тако е, ама Што не може сами да ми општина не може, Како што не може да ги даде. не може сами да Не, изврши. општина не може да ги каже на деца е сега нема место на градинки, идете ви у приватно. Ама не ги ви на деца, викате, ти се дете ли кога да правиш малку? Добро на родители. На родители војте ги у приватно градинку затоа што ми нема место. Затоа што таму градинку едно дете ќе плати 1500 денара, а друго дете у приватно градинку ќе плати 8000 Зашто мора да ги наредиш? Може само да ги прашаш. Јас сум сигурен дека ќе имат деца, што и сами ќе се пријави родители. Они го знаат тоа, ако никој не ќе знае дека има приватни градинки, може ги води. Па да, ама сега цена е хаотично кажа, не знам дали е тај 8000 и Па нешто. не знам сега тоа. Ама сега 8000 индивидуално, кога би тој било колективно, приватна градинка, ќе види дека ќе има 20 деца, тој нема да биде 8000. Разбираш ме што ти зборам? Да ти кажу право збуни ме со своје твое прашање со математичар. Онда ѓубре да си ga земеш. Како се стимулира уствари приватен сектор и зашто општина не? Да, те после краја да чо. Не, он има добри идеи. Меѓутоа за да дојдеме Стимулација, Јас збори. се тргнав до дека за да ме оговарате, пошто док сум тој не може да ме оговарате. убава идеја во што го збори Мики. Како да се стимулира приватен бизнис, а да не се улегне у оној а да се отргнеме од се фаворизира со одредени приватни фирми, приватен сектор. Тој. Значи мора да има мерки кои што приватен сектор ќе ги користи, а за узврат на тој да даде пониску цену на корисници и сви општество да бидеме задоволни. Тако е, стимулација. Има дел од тие мерки кои што може и до крај не се користи, али па на крајот да. Ово е еден сериозен проблем кој што го има наша држава, што го има наша општина, не е само Куманово, у поголем дел на градови и овој исклучиво може да се реши у контекст на овој досегашно работање на самите градинки с изградбу и доградбу на нови капацитети на кои што треба да се работи во нареден период. Спомна Мики работни состаноци, работилници, кампањи за за подигање на јавна свест. Мислиш ли дека граѓани само тој го слушав? Мислиш ли дека само тој исклучиво се промовира како настан? И колку лично
мислиш дека тој сви тие активности, условно кажано, стварно го поспешуев подизање на јавна свест и колку још време треба да се работи, затоа што многу е битно и зависи од кој на кој тема е работилница. Некад граѓани су заинтересирани за одредено тему, за друго не су заинтересирани и така дале. Меѓутоа и самите тие работилници не су доволно промовирани за да граѓани земев активно учество. Ја сам работеја неколку работилници, имаја сам неколку трибине за подизање на јавна свест за управување со отпад и тоа смо го претежно работале с млади луѓе кои што су средњошколци, кои што треба да бидев исправени у предизвик на свој живот, на некој начин доловимо колку тај тема ги нима лично за сега и колку ќе ги засега јутре у нив понатамошен живот. И сега ми правимо дискусија, има 40-50 деца присутни, обично тој су професори су ги кажале да присуствував, слушав и сега ти гледаш колку има фидбек кога дојде момент на постављање на прашање. Од 50 деца, 2-3 ќе сега ќе постави прашање и тој се завршува. И тој се завршува, да. У смислу на тој колку смо или колку треба да бидемо аграрна држава, колку да си ги искористимо потенцијали што ги имамо, колку треба да бидемо, колку треба уствари да престанемо више да изгледамо и да живимо како само една држава с опасни или неопасни миграцијски текови. Mi smo вечето на некои раскрсници овдека. Ми сме уствари една наша судбина, транзицијска. Ми сме одувек биле транзицијска држава. Како го гледаш Македонија понатамо? Македонија е мала држава која што може многу брзо да створи услови за живот, да произведува собствена храна, да има собствен производ. Само треба да ги искористиме наши ресурси, природни и капацитети кои што ги имамо у изобилие. Нормално дека политика мора да има тој клучна улога, освен тој да го стимулира, мотивира, да се избавиме од тој корупција која што нема да зависи само политичари, ќе зависи од сви нас. Ако некој прави корупција, треба да кажа, двојца треба за корупција. Ако ја видам некој ка прави, треба да го пријајмо, треба да имаме верба институција за да ги вратиме институционално каде што су биле. Јас сум сигурен дека како човек сви многу мал дел од себе одвоимо за дека боја држава може да го види и треба да иде напред, многу малку треба да дадеме од себе, боја држава може да го види и може да идеме напред. Многу малку треба да дадеме од себе. Кажа ли ви некој движење, знам дека можда на овие избори локални нема да го добиете овој пат поддршка од ВМРО. И ако су ви кажале због кои разлози мислите или мислиш ти лично дека не би го добиле? Добро, у момент ми немamo пресечено и договорено дека ВМРО ќе го поддржи нашиот кандидат, дали тој ќе биде у Куманово, значи на масу су сви преговори. Меѓутоа работа и уште трае преговори помеѓу ВМРО и помеѓу нас. Работа како се одвивав, најверојатно покрај тоа што ми имаме веќе градоначалника, имamo добиено поддршка од граѓани. И логички е, ако наступаме заедно, ако се донесе таква одлука, да иступиме с кандидата на знам. Што ми види веќе два изборни циклуса тај гарнитура околу актуелно градоначалник има добиено сериозно поддршка, сега да не се лъжи. Не знам ја дали ќе ги добиеме избори или не. Наши сондажи, анализа што ги правиме, викав дека градоначалник, ако се кандидира Максим Димитриевски, по трет пат ќе победи. Тој кажував граѓани. Отделна поддршка помеѓу партија. Не сте чуле муабети, више нема да гласамо за njega. Не сте чуле такво нешто. Постои ли некоја разочараност у луѓе? Обично луѓе према нас, политичари, се знаете дека ја имам многу блиски односи с Максим Димитриевски, тој народ го знае. Нема да се опушти да го каже пред мен. Ја такво нешто не сум чуел. Али локални избори се специфични избори. Често луѓе гласат за индивиду, не гласат за политичку партија. Можда Максим Димитриевски у овие последни 8 години беше лик околу кој што се обединуваше кумановски народ и ја имам осет дека тоа е и уште такој. А сигурно дека на крај за 3-4 месеца ми имамо избори и народ ќе си ја каже своја мисли. Верете, сметка ви е 200 денара овдека.
Ја ти ќе треба да платиш. Нешто не ми се плаќа за новчаник. Нешто. Сакаш ли још водичко? И ја ке... Имам још едно прашање. И бакшишке ти оставу за гениални прашања. Да ти направя еден другарски. Не се спремај од мајде. Не спрем, кажасте ми сат и пол. Од како да кажем, од некој 2017 година постои моје здружение Артманија, небитно. Работу одредено време у културу, град, у државу на некој, да кажем, алтернативен, независен, полузависен начин. И тој у континуитет може да го работи 3-4 години, збору ангажирано. У тој време ми се јавила левица, не знам за кои избори, сега дали локални или парламентарни, ВМРО ми се јавила, СДСМ има некои најави дека ќе се јави, ама не знае преко кога, Страги, кој прв ќе појде у рад. Јавиле су ми се за одредени мислења, за културни настани. Тој пред избори кога го прави програму, најверојатно, не знам како иде партиски, најверојатно од знам не сум се. Што не би сум доволен добар. Било те? Па не, ама 2 години, 3 години. Не, има и пред година, има у различни. 5 години, 2-3 години. Значи да, не само политичка партија, знам, постои годину дана. Ми се формираме на добро, наистина политичка партија, ама како движење постоите подугачко, не битно. Јас сам да кажам, луѓе у Куманово, да го направам паралел дека прв пат ја на кога сум се обратија, како уметник, не е било вајда знам тога, него sada само било Макс. Значи јас сум се обратија прв на Макс. Од тега Максо или негова партија не ми се на мене, а други партии су ми јавиле да ме консултира во овој програму, што мислиш кој да го направим, што е работа, не сум доволно добар за вас. Ја ќе земам обрско лице каде се. Молим те да земеш обрско. Посебно за културу нешто да прави. Знаеш дека цено твое мислење, имамо пуно пат разговор. Имам спекулацију дека човекот општено ќе дојде на конкурс и што му име почиња на К. Ако се тој десе, ќе ти ги даду иницијали после. Ако се тој десе дочи, у следеќи подкаст ќе дојдеш. Ама многу странно ќе бидеш позади шетка. Мислам дека ќе ми даде или да ме пишу, ќе да ме пишу. И бакшиш ќе добиеш, пиши не, сак за сак. Да му кажеш нешто. Како беше, мало е веселја на овој планети. Нека нас будуćност sa radošću veže. U ovom životu teško je mreti, a izgraditi život još teže. Како ga гледаш живот, не су уопште битни пост избори, пред избори, како го уопште гледаш живот, да кажемо, за твои деца. Или у 2025 годину, у Куманово. Како гледаш дека стои ствари? Што е изградено, што не е? Што е упропастено? Докуде смо со скултуру и све оно што га зборисмо данас? Значи, луѓе што ме познаав каде што гравитирам у град, често сам присутен меѓу народ, знае дека сум еден доста позитивен лик, каде што и проблеми кога ќе ги има, претежно гледам да ги решимо со едно позитивно мисло, па некад и на смешку и на шал. Овој град има проблеми и треба да се решава, ама го гледам како град кој што ќе имамо прво мир, сологу, меѓуетничко, политичко, било како да имамо респект и поштување во општество сви, еден према други, да имамо повише тоа што ми е моја струка и тоа што ми е сум го работаја претходно, да имамо почист, поубав град, повише зелениот, да имамо повише паркови, да имамо простори кои што деца ќе се собирав, ќе се дружив, ќе се играв меѓусебно, родители кои што ќе може да искочив, да се рекреирав, и да имаме еден среќен, убав, нормален живот, каде што нема да бидеме преокупирани с плате, економско состојбо, зборува аспект, дека имамо доволно средства да си приуштимо и за нас, и за наши деца, да имамо еден нормален живот. Не ни треба многу повеќе. Колку ли ќе биде инфлација у 2025 годину? Денеска слушам 7,8% е на веќе инфлација. Не сум експерт за економија, мислење за инфлација, зашто е тој такој. Меѓутоа, ајде ќе оставимо параметри, време да покажем. Ајде идемо на славу и нека ни е на помош Света Тројца. Среќна слава на Свето Слаев. И многу ти фала, Даниел Стојчевски. Имала сам, да ти кажу прво, сасвим другачие мишење
После емисија за тебе. позитивно или негативно е мислење? Имала сам мишлење за тебе дека Снимали не се, ој? може и да го избацимо. Не потребно. Дека слабо стоиш реторички, дека ти беше потребно малце повише време да се опуштиш пред камере, пред медиуми и дека си укочен и дека си извештачен и дека све учиш физиономија, и све- малку сам послабо подишам па таква и дека све учиш на памет, али никак. изненадена сам од непосредност и фала ти многу што Да, одвои ако комуницирате со ваши колеги, пошто доаѓате од струку новинари, никад не сам учествуваа на ниедно интервју, емисију с претходно спремни прашања. Може да се деси 5 минута пред емисију да ми ги виду прашања што ќе ми ги постави, ради у контекст на тој можда некад сакам да кажам нешто, нема да ме прашам, чисто ради тој, да, тему сакам да го знам, меѓутоа увек сум спреман да разговарам на сви теми. За нешто ако не сум спреман, не го разбирам економија, инфлација, ќе кажам, не само тој сектор не може да зборам на тој тема. За нешто зашто има мислење мое, ќе го кажам мое мислење, за нешто што е партиски став, ќе го изнесу партиски став. Али нема ништо боле од транспарентност. Кој ви е слоган? Можеш ли да ексклузивно за подкастрување да кажеш кој ќе ви биде Следеќи слоган за следеќи избори? Јас го немам спремно. Немам. Јаш го немате? Не. Ми се сега спремамо конгрес ќе имамо на крај на месец, каде што ќе се дооформуе партија со членови на централен одбор, новите руководства што се изберени, нови општински организации, после тоа ќе се стави фокус на локални избори. Добро. Ке носимо некоju мајцу, надам се с добар слоган. Док печемо ракију, ако ништо друго. Фала многу. Фала ви и на вас ишен пат. Еве како беше на стендап фестивал четвртак у 9. Чисто да ви биде криво ако сте ga пропуштиле. Dajte ga pa pogledati u poličaricama, prekupirali kao i da ne se izdademo mi. I го наоѓам конечно. Каде беше вашиот прв бакнеш? Снежана Ташковска. У уста. И па онајмо време нешто се препел како тргна Јорганот, стана од кревет, ја тап лампата, кам, кај идеш па ти? И вика да пушам цигара, седи тука, ќе пушиш цигара, не пушиш кај што треба, викам ќе пушиш цигара. Нели со книги се учи до детето? Ајде, викам, чекај, шо, ајде, вие срам, викам, не може така то како. Кој идеш во автошкола со чива кола учител? Со на тоа автошкола, извади го твојот. Ма не го клучат. Мирослав Петрович и цело гнезди и мужи после единствиот иде. На нju пише иначе секси с бича лайф. Ај сак малце на главче. Видете што ќе направи? Бегај окус. Не ме интересира чиво е детето, дали е твое или на Јаман. Јас ќе го родам. Три би доживотне добила како не се била. Таа жена, Mortal Kombat е с нами играла. Поставете ги на направиш од душу. Како можеше за најдобрата проверка на свет венчавка да остави? Рега. Туди не влезе на комарот, се го збори машко од публика кјути си. Стара така е прекупала. Покажете вам масиот, наш помаши! Одвише туш. Оливер 1 и Оливер 2. Одвише туш.
Friend zone на најако, брат, тебе подсети ме линк од филм да ти прати. Тој вако цел. Ти рекол да јадиш, ти ја пуштам пак Биби. Тогаш последно гледаш и Биби. Драги наши, фестивалот Пикник у Пелинце го организира Сдруженијето за уметност и култура Music Connecting People. Настанот се одржува по 5-ти пат. Ќе настапат повеќе од 30 изведувачи од Македонија, како и од Грција и Италија. Предходните години имаше повеќе од 3000 посетители. На самиот настан има фуд корнер, шанк за пијалоци, шанк за коктели, работилници за најмалите, kids corner, друштвени игри за секакви возрасти. Подршка добија од општина Куманово и општина Старо Нагоричане. Од Министерството за култура не добија. Ќе има организиран превоз и ќе биде објавено на нивниот вебсайт. На самиот настан ќе има камп зона каде што секој ќе може да ја постави својата кампинг опрема. Влезниците се по цена од 300 денари за еден ден и 500 денари за блок 2 дена и истите може да се обезбедат онлайн на вебсајтот www.piknikupelince.mk. За деца, односно лица под 15 години, не се наплаќаат влезници. Ќе има и едукативна работилница во организација на Едукативен центар Шаботиќ, поддржана од Бучен Козјак, и за истата не е потребна пријава за дете. Значи дојдите на Пикник у Пелинце.